Председателката на антикорупцијска Татјана Димитровска денеска не дошла на работа, а незините колеги не го коментираат тоа што вчера обвинителството ја отвори истрага за оддавање службена тајна на екс-директорот на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ, обвинет во предметот адитив. Засега нема најава ниту за оставка. Председателката на Државната комисија денеска е отсутна од работа, а во однос на постапката истата се води пред надлежни органи согласно закон. Државната комисија за спречување на корупција во рамки на своите законски надлежности продолжува да функционира редовно. Мерката забрана за преземање одредени работни активности поврзани со кривичното дело, што и беше определена, не ја спречува да оди на работа, но ја ограничува во работата со предмети. Оваа мерка во конкретниот случај подразбира дека осомничената не смее да има контакт со предмети, пошта и друга документација поврзана со работењето на ДКСК. Воедно не може да гласа и да распределува предмети. Дали телефонот на Димитровска крие и други докази ќе вештачи обвинителството. Телма дознава дека телефонот е одземен и ќе се екстрахираат податоците, од што зависи и во која насока ќе продолжи постапката. До доказите поврзани со неа, обвинителството дошло преку вештачење на телефонот на обвинетиот Стојановиќ. Обвинителството вчера објави дека Димитровска преку својот службен телефон и апликациите Viber и WhatsApp му давала податоци за поведени постапки за отворање на предмети против обвинетите во предметот адитив и одлуки за нив, но и податоци за проверка на имот на обвинетиот и неговото семејство. Телма лани лето објави дека ДКСК отворила предмет за менаџерските договори за поранешни членови на управниот одбор на ТЕЦ Неготино, меѓу кои и екс-директорот Небојша Стојановиќ, кои добија отпремнини и нова работна позиција во Електрани. Истрагата што вчера обвинителството ја отвори е поврзана со предметот адитив, каде меѓу обвинетите е и избеганиот екс-директор не само Васко Ковачевски, но и неговиот наследник Васко Стефанов. Покрај Димитровска осомничени се уште двајца. На поранешна директорка во ТЕЦ Неготино, исто така осомничена за оддавање на службена тајна, судот ја определи мерки на претпазливост, а на вработен во една од фирмите опфатени со адитив 30-дневен притвор.